Дали ви е позната сектата Мормони? Не морони, мормони. Така. Во Македонија се присутни веќе неколку години, одат под едно чудно име Црквата на Исус Христос на светиите од подоцнежните дни. Додека го изговориш, ќе заспиеш, али небитно. Како ќе ги познаете? Па одат вака во костуми, со тука некои беџови, нешто мислам дека им го пишува ова името, ама на социјалните мрежи, на Facebook и на Instagram многу се рекламираат со видеа, ставаат многу пари за спонзорет видео да ви искача. И обично стават некои странци што зборат на македонски јазик со нормално смешен акцент. Еви едно такво видео. Здраво! Дали сакате бесплатна книга како Библијата? Оваа книга се вика Книгата на Мормон, која е уште едно сведоштво за Исус Христос. Ако би ја сакале ова книга, пуштете ми порака подолу. Поздрав, чао! И пази се, во видеото велат дека даваат бесплатно некоја нивна книга, таа Книгата на Мормон. Тоа им е нивната верска книга според која што они се убедени. Иначе таа книга е напишана во 19 век од еден писател Џозеф Смит. Типот халуцинирал нешто, демек, појма не, може и не халуцинирал, може само едноставно си лажал, дека добивал некои откровенија од Исус Христос, што не е ништо ново под небото, знаете, имало такви луѓе и предходно, и пред 19 век и после 19 век, да се прогласуваат како некакви месии, како некои нови религиозни водачи. Па ајде, мене ми се јави Исус додека бев у гаража, додека бев у пештера, додека спиев. Ќе ги има многу такви. И Исус предскажал дека многумина ќе дојдат во негово име и ќе прелажат многумина. Значи, тоа на нас христијаните не треба да не изненадува. Типот, тоест типците, мормоните, одат на таа финта да ги ловат оние што се верски неписмени, што не ја познават Библијата и, знаете, кога ќе му кажете на некој таков човек што никад у живот не видел Библија, оваа книга е како Библијата и ти ја давам бесплатно. И се овој ја нема можеби Библијата или му фаќа прашина дома, ама ќе си рече ајде што ме бесплатно е некоја света книга, знаеш, дај ми ја. А уствари не може да ја споредите, не се на исто ниво. Оваа книга на мормониве ја пишува еден човек по име и презиме Џозеф Смит, ја напишал таму никакви докази, никакви сведоци, никакви чуда, никакви пророштва, као Хари Потер. Седнал некој си напишал. Од друга страна, Библијата. 20 векови. Завршена пред 20 векови, а почната пред 35 векови. Значи, пишувана во распон од 1600 години. Од 40 писатели, на 3 континенти, на 3 јазици, сите цареви, слуги, во затвор, во слобода, сите пишуваат една иста усогласена порака, а таа порака е докажана и со чуда, и со воскресението на Исус Христос, докажана и со пророштвата. 30% од Библијата се пророштва. Значи, некој напишал нешто, 1000 години подоцна се исполнува, до детал. Таква книга нема да најдете, такви пророштва нема да најдете никаде, во ниједна друга книга што се нарекува света. А најмалце пак кај овие мормониве. Така што чисто да сте информирани, не гледам многу луѓе ги лајкаат, им пишуваат амин, 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 а појма немаат кои се. Мормоните се тие. Со мормоните јас лично се сретнав во Англија во далечната 2002 година, кога бев таму на работа. Тогаш ми ја дадоа и оваа нивната книга, The Book of Mormon, книгата на Мормон. Тука ми остави дечкото и телефонски број и после ме замараше многу пати на телефон. На крај морав да му кажам, дечко, јас сум привремено во Англија на работа и за кратко си одам у Македонија. И он ми вика, ако нема га ли ќе дојдеме ние у Македонија. И еве стварно дојдоа, сега и тука се доста активни. Па, дечки, да ви кажам накратко за нивните верувања. Мормоните се политеистичка религија. Поли значи дека веруваат во многу богови, поточно бесконечно богови, како старите пагани на времето. Поточно веруваат дека луѓето може да станат богови. И конкретно за Исус Христос веруваат дека тој порано бил човек на некоја друга планета, па таму, нели, достигнал некој ниво и станал бог, го поставиле да биде бог на земјата. Океј, нивни верувања. Исто така веруваат во полигамија, значи дека еден маж може да има повеќе жени. Не знам дали веруваат во обратното, дека една жена може да има повеќе мажи, али небитно. Сепак, практикувањето на полигамијата официјално го прекина со манифест во 1890 година. Од тогаш нааму не практикуваат, барем не јавно, препоставувам.
Кога истражував да видам на што е темелот нивната вера, што е тоа толку убедително, што некој млад, здрав, паметен човек да стане мормон, не најдов баш на некои цврсти докази, некои убедителни докази зашто некој би ја прифатил мормонската религија. Знаете, они, како и многу други религии и секти, се обидуваат да се накалемат на библискиот ланец на пророци, да се надоврзат некако на Исус Христос. Го користат неговиот авторитет, за да речат, еве и ние сме со него. Исус, во една прилика, пред да се замине од земјата, нели, со раснувањето и воскресението, ја има кажано следнава изјава. Ветувањето за Светиот Дух во Библијата така стои во Евангелие по Јован 14 поглавје. Исус вели: "Јас ќе го помолам Отецот и тој ќе ви даде друг утешител, за да биде со вас довека, Духот на вистината." Подоле малце вели: "А утешителот пак, Духот Свети, кога што Отецот ќе ви го испрати во мое име, тој ќе ве научи на се и ќе ви напомни за се што сум ви зборувал." На истиот овој стих сакаат да се надоврзат и муслиманите, велики дека тука Исус го прорекол Мухамед, кој што дошол 600 години после Исус. Исто и мормоните веруваат дека ова се однесува па на тој Џозеф Смит, основачот на мормоните, кој што ја напишал оваа книга. Сепак, важно е да се спомне дека и едните и другите тука го вадат библискиот цитат надвор од контекст. Во самиот контекст Исус вели дека ова се однесува на Светиот Дух, кој што христијаните го примиле после неколку денови, значи на Духовден. И тоа многу јасно стои во делата на апостолите, пишува, Исус им вели: "Не оддалечувајте се од Ерусалим, туку чекајте го ветувањето од Отецот, што сте го слушнале од мене." Јован, крстителот, крштеваше со вода, а вие не по многу денови од денес, внимавајте, не по многу денови од денес, ќе бидете крстени со Светиот Дух. И апостолите, како што им кажал Исус, чекаат во Ерусалим, не одат одма на мисија, и на Духовден, 50 дена од Пасхата, се спушта Светиот Дух, имаат сензационално едно искуство што го добиваат они и почнуваат да го шират христијанството. Знаете, не можете да тврдите дека Исус ке што вика останете во Ерусалим не по многу денови, дека тоа се однесува на Џозеф Смит во 19 век. Значи, 1900 години не можеле да чекаат апостолите во Ерусалим, и тоа не по многу денови не може да се однесува на 1900 години. Не по многу денови, значи 40, 50, 60, 30, 20, толку денови. Тоа се не многу денови. Така што гледате како е извадено надвор од контекст. И они никогаш нема да ви го цитираат вториот стих. Ќе ви го извадат само тој првиот стих. Знаете, Исус предскажал дека ќе дојде утешител од Духот на вистината и тоа се однесува на Џозеф Смит, муслиманите ќе речат тоа се однесува на Мухамед, некои други ќе речат за нивниот пророк, за Елена Вајд, за ова, за оној. Затоа е важно да ја читаме Библијата во контекст, а не да си вадиме само она што ни одговара и да си правиме нови религии. Се надевам ова ви беше интересно, се гледаме во наредно видео. Чао!